Почитувани представници на медиумите, почитувани жители и познаници, пред се сакам да изразам поддршка на и благодарност до Државниот инспекторат за животна средина, кој во координација со Министерството за животна средина и просторно планирање ги презема сите потребни мерки и активности во рамки на надлежностите за испитување на секој, па и на овој случај тука во Скопско Коњаре, за кој што разговараме многу пати, се среќаваме многу пати и сите заедно навистина сакаме да ги изнајдеме вистинските решенија. Сега како координатор и на инспекцијските служби преку владата детално сум запознат со целокупниот случај од страна на Министерството и на надлежниот инспекторат и сме во постојана координација и комуникација за сите прашања. Се со цел детално и длабински да се издржи предметот на случајот и да се постапи согласно законските норми и согласно подзаконските норми, особено правилниците кои што беа нотирани од страна на директорката Петревска. Таа ги соопшти прелиминарните резултати кои што ги има добиено од Управата за хидрометеоролошки работи, што потврдува и покажува дека ние проактивно се вклучуваме во секој еден случај. Никој во државата не смее и не треба да е над законот, а пред се нашата улога треба да ги заштитиме и овие луѓе, и населението, и сето она што природата и државата нам ни го дала. И затоа мораме детално да ги испитаме сите активности. Активностите на инспекторатот не застануваат тука и нема да застанат. Во следниот период, како што соопшти директорката, следат неколку фази, за кои што при секоја една фаза, при секој едно испитување, при секој едни вештачења кои што ќе се добијат, вака јавно, транспарентно, на терен, заедно да ги соопштиме, нема што да се крие за ниту еден случај во државата, така да ако сакаме да одработиме честно и одговорно, ова е начинот и ова е пристапот. Законите, како што кажав, мора да се почитуваат, никој не смее да се поставува над законот. Мора да има ред и дисциплина, особено кога се работи за нешто што влие врз загрозувањето на животната средина и крајно врз безбедноста и здравието, како што кажав, на сите луѓе овде, но и во целата околина. Заштитата на животната средина и условите за живот во секој регион на нашата држава е врвен приоритет на владата и тоа е и третиот врвен приоритет после прочистувањето на судството, после борбата против корупцијата и организираниот криминал. Ова е трета активност или трета цел која што ја ставивме на врвот во нашата акција 21, каде што ги носиме европските стандарди дома. Ако сакаме да се грижиме за здравието и за животната средина и ако сакаме да воведуваме нови стандарди, токму ова е начинот на кој што треба да реагираме. Борбата за заштита на животната средина е заедничка и нема компромис за секој оној кој што ќе влие врз загрозување на условите за живот и на загрозувањето на животната средина. Нема ништо поважно од граѓаните да имат достојни и безбедни услови за живот, да живеат во чиста и здрава животна средина и никој тоа не смее да го занемари на сметка на било какви бизнис интереси на било кого. Нема ништо повредно од грижата за нашата средина и за здравието на секој граѓанин. Затоа како одговорни политичари пред се, но пред се и како граѓани, се обврзуваме на силна, безкомпромисна заштита на животната средина и силно ќе се ангажираме во акцијата за чиста и здрава животна средина преку сите мерки, преку сите политики на еден транспарентен и одговорен пристап. Затоа уште еднаш на крајот сакам да ги охрабрам институциите кои што се надлежни за оваа работа, инспекторатите и надлежните министерства, особено Министерството за животна средина, но и Министерството за економија, да продолжат со следните активности кои што треба да се преземат и не само за овој случај, туку и за секој еден случај каде што ќе се воочи прекршување на законите и загрозувањето на животната средина. Ги охрабрувам граѓаните да ги споделуваат информациите со нас. Верувам дека тоа веќе добро го координираме и ги имаме сите информации и податоци, да ги прејуваат и преку медиумите, се со цел да спречиме појави кои што се насакани во нашето општество, односно, како што кажав, да ставиме ред, дисциплина, да владе законот еднакво за сите и да работиме во интерес и во служба на граѓаните. Благодарам.